otpagja mrak. Čekam сон da prejde prag. Srce čuka srede tišina. Ова е музичкото дело кое граѓанската иницијатива за заедничка Македонија го промовираше вчера. Песната за само 24 часа најде на доста позитивни коментари, гледања и споделувања. Јовче Шиле Пантев е машкиот вокал кој ја изведува песната Стих за љубовта. Песна во која води љубовта има за цел да ги разубави великденските празници, но истовремено праќа и порака граѓаните да останат будни и повторно да се сретнат на заедничката патека. Нашата екипа ова петочно попладне токму на Велики петок се сретна со Јовче, кој пред нашата камера ги сподели моментите од снимањето и екипата која работеше на проектот. Песна ќе остане, ќе прерасне во некој начин evergreen и ќе се користи и ќе се пее години и години од сега, така да нема никаква причина да се работите политизираат. Реков, ова е чиста патриотска песна која се надевам дека ќе ја запее секој еден македонец. Песната која треба да биде честитка за време на празниците има за цел да биде обединувачка и представува химна на граѓанската иницијатива која ја поддржуваат илјадници граѓани. Според Јовче, честа да се биде дел од тимот и да се испее една ваква песна е голема. Емоциите се присутни во секој стих, а пораката која се испраќа е повеќе од моќна. Тоа е чувството, печатокот да се испее песна за Македонија, че на еден чист, искрен, патриотски текст, прекрасна музика, аранжман, така да на кеф сум интерпретацијата и во структурата на самиот текст и интерпретацијата од моја страна и интерпретацијата на девојчето на Марта, апсолутно се емоции на сите страни. Песната, преработката, просто кажано, пука од емоции, патриотски чувства на сите страни. Ова ми е едно меѓу првите, како да кажем, јавни презентации јас како вокалист. И баш на тема Македонија и љубов кон татковината. Прекрасно чувство. Како што истакна од иницијативата, овие денови на големиот христијански празник Великден ќе ги поминат со најблиските во мир, спокој и љубов, но со Македонија во мислите. Своите мирни маршеви ширум градовите низ Македонија, тие ќе ги продолжат во вторник.